Продолжуваме со бонус видеата на YouTube каналот Германски јазик онлайн. На ова видео, кое ќе биде поделено на два дела, ќе се запознаеме со топ 200 традиционални германски јадења и пијалоци. Во ова видео ќе се запознаеме со првите 100. Ако ви се допаѓа овај тип на видеа, ставете лайк и коментирајте предлог за снимање на следно бонус видео. Ке започнеме со првото традиционално јадење, а тоа е апфелкухен. Апфелкухен е тип на германско печиво кое се прави од сецкани јаболка. Втора германска традиционална храна, брат картофел. Тоа се пржени парчиња на компир, кои често се комбинираат со сечкана сланина или кромит. Братвурст е колбас што обично се состои од телешко, свинско или говедско месо. Спаѓа во традиционалните германски колбаси. Иако името им е слично, не е ист со каривурст. Каривурст е тип на колбас со голема популарност во Германија. Се служи пржен или печен на скара. Се сечи на дебели парчиња. Се зачинува со зачинет кетчап и кари во прав. Обично се служи со помфрит. И во денешно време останува една од најпопуларните брзи храни во Германија, а особено во Берлин. Фишбрötchen е сендвич направен од разновидна риба со кромит. Вообичаено се јади во северна Германија, особено покрај брегот. Следно јадење е хендл. Тоа е рецепт со целосно пиле, правено на скара, маринирано со бибер и други зачини. Ова јадење е познато и како братхенхен. Хасенпфефа е чорба направена од мариниран зајак. Картофел салат е салата од компир која доаѓа во многу варијанти. Например, во крем или прелив од мајонез во северна Германија или дури и во супа од месо во јужна Германија. Често се служи како гарнир за братвурст или за варени колбаси. Кнудел или клос се тип на германски кнедли кои ги има во различни варијации, како земен кнудел со лебни трошки, рое картофел кнудел со неварени компири, потоа следна варијација е гекохте картофел кнудел со варени компири и халб und халб картофел кнудел со половина сготвен, половина жив компир. Königsberger Klopse се готвени ќофтина послужени со бел сос, кои имаат потекло од градот Königsberg. Kohlroulade се сарми од селка во германски стил. Се јадат на територија низ цела Германија. Маципан се колачиња во форма на топчиња, кои се користат често како божикни специјалитети. Пел картофел се варени компири пред лупење. Дури и младите компири може да се јадат нелупени. Се прават сервирани со путер, леднено масло и слично. Руладен е сланина и кромит завиткани во тенко и сечено говедско месо во вид на ролат. Зојабратен е печено говедско месо маринирано во оцет, вода
и зачини. Шницел, поховано и пржено тенко парче месо. Обично е свинско или говедско месо. Швајнсхексе, свинско месо кое се служи печено на скара или крцкаво со кисела зелка или варено како ајсбајн. Шпангфеакл е цело младо прасе направено на скара. Обично се јади во големо друштво или со гости. Шпетце, рачно изработените стенини, кои се многу популарни и се важна состојка од неколку различни јадења. Штолен, торта во форма на леп со сушено овошје, ореви и зачини како кардамон и цимет. Обично се јаде за време на божикните празници како Вајнахтштолен или Христштолен. Најпознатиот колач е од Дрезден и се продава на божикниот пазар. Вајнахтганц е печена гуска. Ова јадење е популарно за време на божикните празници. Мулташен се тестенини полнети со различни состојки како месо, спанаќ, кромит и зачини. Може да се сервираат со супа или се сечат на парчиња и се пржат со јајца. Брентар е рецепт направен од печено брашно, обично овесно. И обично се готви како каша со вода и млеко и различни состојки. Шупфнудел се тестенини направени од компири и брашно, често послужени со кисела зелка. Фледлезупе е супа со тенки ленти од палачинки во германски стил. Шпрингерле, колачиња направени со притискање на тестото во сложени калапи. Најчесто се користи за натопување во пијалок, бидејќи се прилично тврди. Цвибелкухен е торта од кромит. Е тип на сезонско јадење кое се служи околу месец октомври. Обично се јаде додека е топла и се комбинира со ферментиран сок од црвено или бело грозје кој е наречен зуса или федавајза. Фламкухен е јадење слично на пица со тенка кора и кромит, сланина и прелив од крем. Кезе шпетце е јадење со шпетце и ленти од пржен кромит со сирење. Вибејле се тип на благи, мали бисквити. Бијавуст е германски варен, чаден колбас со потекло од Баварија. Има темно црвена боја и е зачинет со црн бибер, црвен пипер и семе од синап за вкус. Блутвурст е тип на колбас од крв со потекло од Баварија. Бродцајт е традиционална германска солена закуска со потекло од баварската кујна. Во буквален превод значи време за леп. Вајсвурст, во превод бели колбаси, е специјалитет од Минхен кој традиционално се јади при втор појадок. Секогаш се придружени со сладок сенф, геврек и пченично пиво. Традиционално не се служи после 12 часот, бидејќи претходно колбасите требаше да се служат пред 12 часот за да не се расипат. Тоа беше традиционално, но во денешно време често се јаде за време на ручек или вечера.
Weizenbier е тип на пиво кое е ферментирано. Се приготвува на температура со поголема количина на пченица во однос на јачмен. Има различни типови на сорти, меѓу кои Weissbier, Witbier, Lambic, Berliner Weisse и Gose. Хелес е германски стил на пиво што обично се пие во Баварија. Има златно-жолта боја и околу 4 до 6% алкохол. Радля е пиво помешано со лимунада од цитрус. Картофелкезе потекнува од регионите на Баварија и Австрија, што буквално значи сирење од компир. Швајнебратен е исечено свинско печење со крцкава кора што се вари во тенџере. Лебакезе е еден вид на колбаси печени во калап и сечени на парчиња. Кога се јаде како главно јадење, се сече и се сервира со јајце и пире од компири. За ручек обично се јади во ролна со сенф. Некои луѓе јадат лебакезе со лут сенф, а некои со сладок сенф. Лебакнудел е традиционално јадење од Германија, Австрија и Чешка кујна, што буквално значи супа од кнедли од црн дроб. Пихелштајна е чорба направена од разни видови месо и зеленчук. Баериш крем е крем сличен на пудинг, не премногу сладок десерт направен од желатин, млеко, крем, жолчка од јајце и шекер. Брицрегентен торте е торта која се состои од 7 тенки слоеви на торта со чоколаден путер помеѓу нив. Топфенштрудел слично на штрудли од јаболко, но послужени со сос од ванила во грне. Дампфнудел е еден вид на бел леп или парче тестенини направени од тесто од квасец, приготвено на пареа во тава и потоа сервирано со разни додатоци, например шеќер, цимет, афион, джем и слично. Бухтелн се сладки кнедли направени од тесто од квасец, наполнети со джем, паста од афион или урда и печени во голема тава за да се залепат. Обацда, баварски деликатес од сирење, што се приготвува со мешање на 2/3 старо меко сирење и 1/3 путер. Лимбурге е сирење што потекнува од текот на 19 век од Лимбург, што е сега поделен меѓу Белгија, Германија и Холандија. Сирењето е особено познато по силниот мирис предизвикан од бактеријата Brevibacterium linens. Тафелшпиц е варено телешко или говедско месо во супа, сервирано со мешавина од мелени јаболка и рен. Тоа е популарно во цела Австрија и Баварија. Аквавит е дестилиран пијалок кој главно се произведува во Скандинавија, каде што се произведува од 15 век. Аквавит е дестилиран од жито и компири и е зачинет со разновидни билки. Исто така е популарен во Германија. Бемштенштипе е белик или кафеав сос што се јаде со компири. Булетен е вид на ќофтиња во Берлин. Динкелброд, тип на леп, направен во Германија. Ајакухен е генерално подебела палачинка
во француски стил, обично се служи со сладки или повремено со солени полнежи. Ајсбајн, свинска коленица која обично се служи со пире од грашок или кисела зелка. Хакепета, сирово мелено свинско месо, зачинето со сол, бибер, лук и ким. Берлина пфанкухен, се сладки крофни од тесто, пржени во мастноти или масло, исполнети со джем и шеќер во прав. Исто така познати едноставно како берлина или пфанкухен, и во Баварија тие се нарекуваат крапфен. Брауншвига е меѓународно познат колбас што се става во тост или се користи во сендвичи. Брегевурст, специјален колбас кој обично се служи со кељ. Бутакухен е тенка торта направена од тесто од квасец прелиена со парчиња путер и шеќер. Гозе е врвно ферментирано пиво кое потекнува од Гослар во Германија. Јегамајста, дигестив направен од 56 билки и зачини со јачина од 35% алкохол. Казла, полека варено, солено свинско јадење, кое обично се служи со кнедли и кисела зелка или салата од компири. Ливавурст е еден вид на колбаси направени од црни дроб на свињи или телиња. Клумтје се кристали од шеќер што се користат како засладувачи за чај. Книп е тип на колбас во вид на ролат. Лапскаус, јадење направено од говедско месо, харинга, пире од компири и цвекло, сервирано со пржено јајце и кисели краставици. Метвурст е германски тип на колбас со силен вкус, направен од сирово мелено свинско месо, кое е зачувано со чадење и често содржи лук. Нордзеегарнелен се ракчиња од Северното море. Потвурст е поинаков тип на книп. Шлахтенплате е јадење со разновидно месо, кое обично се јади како втор појадок. Шпагел е бел аспарагус кој се јаде како деликатес, најчесто со компири или сос од Холанд. Шпек е англиски збор што значи сало, уште од почетокот на 17 век. Овој збор постои и на германски со истото значење, но нормално се однесува на свински маснотии со или без малку месо во него. Велфпудинг е сладок двослоен пудинг измислен од кралски готвач со еден слој пудинг на база на ванила и еден слој на вино. Беренфанк е германски ликер со вкус на мед базиран на водка. Обично се нарекува беренјега во земјите што зборуваат англиски. Беетенбач е супа базирана на цвекло послужена со кисела павлака и говедско месо. Königsberger марципан е специјален вид на марципан направен во Königsberg. Пилкаля махандел е бистар ликер што се служи како пијалок со колбас од црндроб и со сенф. Шварцзоја е еден вид на супа од крв со различни зачини варени во оцетна вода. Шпигел името потекнува од источна Прусија и содржи
пржена сланина или свинско, а се јаде како едноставно јадење со коцки или свинско и кромит. Френкихе братвурст е составен од говедско, свинско или телешко месо и традиционално се служи со кисела зелка или салата од компири или едноставно во леп. Тие се многу различни по големина и зачинување од регион до регион. Драј им вегла е сендвич во кој има 3 состојки во ролна, обично 3 колбаси или парчиња на колбаси. Екстравурст е вид на австриско јадење со светла боја, фина текстура и направено од добро зачинета мешавина од говедско, свинско месо и сланина. Во Австрија тоа е многу популарно. Картофелклöse е составен од сирови или комбинација од сирови и варени компири, а точниот рецепт е прашање на регионални разлики. Презак Митмузик е ладна храна која потекнува од Европа, што буквално значи глава сирење со музика. Зојде Ципфел е типично јадење што се состои од братвурст и исечен кромит, варен во оцет и обично се јаде со баварско ѓаврече. Шојфеле е цело свинско или во некој случај јагнешко рамо, печено во прилично ладна релна за долг период, така што месото е исклучително нежно со крцкава кора. Зачинување е обично едноставно со сол, бибер, ким и традиционално се служи со темен сос. Штатвурст е вид на колбаси што се состојат од свинско месо во обвивка што може да биде бела или црвена. Ова е регионална сорта во Франконија и Горен Пфалц и обично е непозната и недостапна во другите делови од Германија. Hochzeitsuppe зупе е зачинета свадбена супа со кнедли од леп, кнедли од црн дроб и ситно исечени палачинки. Лепкухен е германски вид колачиња кои потекнуваат од Нирнберг и традиционално се застапни само за Божик, иако туристичката побарувачка прави да лепкухен се достапни практично преку цела година. Регенсбурга вурст е варен колбас со фино или грубо свинско полнење, што доаѓа во компактна форма со должина од 10 см и диаметар од 4. Измислен е во Регенсбург во втората половина од 19 век. Weihnachtskarpfen е традиционално јадење со печен и пржен крап за бадник во Централна Европа, како и Германија. Вурстсалат е салата од колбаси, подготвена со дестилиран бел оцет, масло и кромит. Варијација на рецептот додава ленти со кисел корнишон. Фишмилх е додаток кој е свеж или конзервиран со сол. Се користи за ароматизирање на сосови или се користи во јадења со риба. Апфелвајн е вино направено од јаболка со повеќе кисел вкус. Се служи од специјален бокал, бембел, и се пие со специјална чаша, герипте. Шорле е освежителен пијалок кој комбинира сок од јаболко со газирана вода и обично се служи во тек на лето. Хандкезе е германско регионално сирење од кисело млеко и кулинарски специјалитет во Франкфурт, Офенбах, Ланген и други делови. Го добива своето име од традиционалниот начин на производство со формирање на раце. Харца
е германско сирење направено од малку маснотии, кое содржи само околу 1% на маснотии и потекнува од планинарскиот регион Харц. Mainzer Käse е сирење од кисело млеко слично на харца или Handkäse. Измислено е во 1813 година од жена на фармер и продаено на неделниот пазар во Мајнц. Се надеваме дека видеото ви се допадна. Ако ви се допаѓа овој тип на видеа, ставете лайк и коментирајте предлог за следно бонус видео. А во меѓувреме, чекајте го вториот дел од традиционална германска храна.